Денеска е среда, пазарен ден во Прилеп, освен среда, пазарен денови во Прилеп е и сабота, кога е и главниот пазар, во среда е и споредниот пазар. И, како што знаеме, Прилепскиот пазар е еден од најбогатите пазари, може да се каже слободно, во Македонија. Она што исто така може да се потенцира дека доколку кажуваме дека душата на Прилеп е старата Прилепска чаршија, која што се наоѓа веднаш до самиот пазар, тоа што сигурност може да се каже дека пазарот е срцето на градот. Она што е интересно околу Прилепскиот пазар е тоа дека пазарот во Прилеп не е само место каде што луѓето доаѓаат да купуваат разни производи како овошје, зеленчук, сирење, месо. Тој е дел од начинот на живот на прилепчани, дел од културата, дел од традицијата. Тоа е она што е интересно. Во Прилеп велат дека доколку во среда и сабота не дојдеш на пазар, исто како и ништо да не си направил. Пазарот во Прилеп не е само место каде што луѓето доаѓаат да пазаруваат, туку пазарот во Прилеп е буквално едно место каде што луѓето доаѓаат да се помуабетат со пазарџиите, со бавчанџиите, доаѓаат да се видат со пријателите, да пијат по едно кафе, по една ракија во околните кафеани и нормално да го истераат тој непознат прилепски мајтап. Значи пазарот во Прилеп, тоа е интересното што со векови го одржало на ова ниво е толкому тој шмек кој што постои на овој прилепски пазар. А сега предлагам да видиме што се случува моментално на прилепскиот пазар. Ќе прошетаме малку по тезгите во Прилеп. Еве тука имаме голем број земјоделски производи. Добро утро. Добро утро. Како сте? Па добри, малку ладно, ама добро е, се издржува. Од каде доаѓате вие? Кавадарци. Да. Среда и сабота сум редовно тука. Секоја среда и сабота од Кавадарци. Среда и сабота идам од Кавадарци, да. Што продавате? Зелено, зависи од сезоната, значи сега моментално е зеленото спанач, марула, такви работи, а преку летото сме со грозие, значи тоа што имаме, тоа носиме. Еве рековте доаѓате од Кавадарци, задоволни сте од пазарот во Прилеп, како иде? Се бара робата? Не е лошо, али не е оноа што беше порано, значи како и да е кругот се стеснува, не е тоа. Пошто има доста пилјари, доста има продавници кои што нудат зелени работи, порано не беше така, повеќе беше застапено на пазарот и затоа малку кругот се стеснува. Се надеваме за подобро, па сега ќе видиме. Да се надеваме, ајде Ирлија денот нека е. Она што сакам да го кажам е еден од прилепските брендови е и пазарот за сирење. А пазарот за сирење го има познатото прилепско биено сирење, кое што единствено од цела Македонија може да се најде само во Прилеп. Предлагам сега да видиме како изгледа еден пазар за сирење. Ова е пазарот за сирење. Тука можеме да видиме многу производи од млеко, како што е белото кравјо сирење, биеното сирење. Добар ден, на Ирлија работата. Како сте? Среќен ден нека е. Среќен ден нека е. Од каде доаѓате вие? Од Беровци. Гледам дека го произведувате познатото биено сирење, еден прилепски специјалитет кој што го има само тука. Само во Прилеп ги има и традицијата од секогаш и овој пазар треба да се остане за секогаш. Значи од сите земји иде од Австралија, кој ќе дојде овде на гости и да овде ќе го посетува пазар. На Македонија цела скоро иде овде. Од градовите, пример, Неготино, Кавадарци, Битола, Охрид, значи познато сиренцето за млечни производи. Што е тајната на биеното сирење? Тајната, еве го мајстор, праша го, тоа е Тајната не се кажува. Потешко ли е изработката за разлика од белото сирење? Зависи кој како го сватил. Значи е потешка е. Поскапо е? Поскапо е и поички млеко влегува, значи белото помалце, бијаното повеќе. Може да се проба? Може да се проба. Изволте, не е многу солено. Ако е средно солено. Не верувам дека има некој кој што не го пробал познатото прилепско биено сирење во Македонија, но доколку има се уште такви кои што не го пробале, да го направат обавезно, затоа што е навистина прекрасен специјалитет. Пријатна, ајде Ирлија работа и благодариме. Она Значи прилепскиот пазар да се направи кој што треба, значи овде да видни луѓе, да се усоврши, да работиме, уште поиски че имаме муштери да продаваме. Ја мислам дека е задоволително ова што кажавме. Да се надеваме дека ќе биде така година. Ајде, пријатно. Она што е интересно уште да се каже околу прилепските пазари, зошто е во среда и во сабота.
Пазарот порано бил исто како во Битола, во вторник и во петок. Но кон средината на 19 век, познатиот прилепски трговец, Аџиристо Логотет, кој што ја изградил стара црква во Прилеп, го сменил да биде во среда и во сабота. Ова е една приказна, сега нормално не е историски потврдено, но интересно е да се каже. Зошто го направил тоа да биде во среда и во сабота? Затоа што трговците, односно евреите, во тоа време биле многу богати. Прилепските трговци не можеле да дојдат до израз, за разлика од трговците од Прилеп, а познато е дека евреите не работат во сабота, за да прилепските трговци можат да ја продадат својата роба, тој го сменил пазарот да биде во среда и во сабота. Евреите, кога виделе што се случува и дека не можат да продаваат во сабота, се преселили во Битола, каде што пазарот и до ден денес останува во вторник и во петок. Ова е една интересна приказна, како што кажав, која што не е историски потврдена, но добро е да се каже. Инаку, нормално пазарните денови, зошто да биде среда и сабота, се утврдувале од самата потреба на граѓаните. Добро утро. Добро утро. Од каде доаѓате вие? Бистрица, Битолскиот крај. Тоа е општина Могила. Не, патот за Грција. За патот за Грција. За Грција Бистрица се најдва. Што продавате? Продаваме пипер, буковска, пипер за манџа. И јаболка мажот ми продава. Што е карактеристично веќе ова буковска пипер? Посебно таа се толчи, се прави, посебно. А ова се мели на воденица. Ова е поделикатна, ова многу троши дрва. Ова е многу процедура на работа има. Ова, а буковската помалце. Таа е помал процент, ама и таа заедно се суши, кај што се суши ова. Колку се бара? Не многу. Зимна сезона само, а летната не. А ипак многу години тука, па колку толку ме знаат, ме познават. Колку години доаѓате во Прилеп? 45. 45 години доаѓате во Прилеп. Да, Секоја среда и сабота. да. Како сте задоволни пазарот? Многу. Многу. Во Прилеп нема што не се троши. Во Прилеп се и се што се троши. Мажот ми таму со јаболка е. Јас тука со пипер. Со јаболка, ама државата не поможува за јаболката, не. А кога ќе треба за гласање, ајде. А сега не се јавуват ни никој. Никој не мрднува да речи чекај овие народот мака имат, немат мака или само кој има мака држава. Станаа дома јаболката? Сето е полно, магазините се полни. На 3000 сандуци јаболка имаме. Што ќе им правите? Не знаеме сами. Сами не знаеме. Никој не превзема ништо. Колку сте во загуба? О, да не правиме муабет. Многу, многу, многу. Многу пари. Премногу. Давачките за големи. Кај јаболкото има работа многу. Режење, прскање, вадење, па кладов незаберење, аргати, тројца муслимани. Има голема процедура. Да се надеваме дека ќе се реши и нека ви ја ирилија денот. Ами ни на вас денот да ви биде убав, што се вика, ама кој знае дали ќе се реши. Не знам што ќе биде. Ресен таму поќе има, тие треба да превземат поќе мерки. Благодарам. Ова беше дел од сликата од Прилепскиот пазар. Она што предлагам сега да го слушнеме е изјавата на еден од најпознатите угостители, не само во Прилеп, туку и во цела Македонија, Кире Илиовски, познатиот камберот. Камберот вели дека со неговата практично работна кариера започнал токму тука од овој пазар на само свој 12 години, продавајќи разни производи. Вели дека пазарот во Прилеп му бил цела една школа, односно како да завршил цел еден факултет тука. Неговиот успех почнува токму од Прилепскиот пазар. Предлагам да ја слушнеме изјавата на камберот. Камбер, ти си еден од прилепчаните кој што започна со продавање пред повеќе од 5 децении. Растеше и живееше на тој Прилепски пазар. Па некој пат Прилепскиот пазар важеше за еден од побогатите пазари во Македонија. Прилепскиот пазар имаше традиција, имаше во неделата 2 пазарни денови, значи во среда и во сабота. Среда беше послаб пазар, а саботите беа многу јаки, богати, со производи, со луѓе кои нуде производи и имаше многу купувачи. Јас растев во пазарот, покрај мене точно се сеќавам кој во пазарот продававме. Од мојата генерација и нешто постари имаше Петре Робе, продаваја
Кире, понатака станаја големи бизнисмени, газди на Македо, а Борка, тој беше исто, беше технички директор на Витаминка, мислам, што значи ние првите чекори ги учевме во пазарот. Првата школа нас ние во пазарот. Ние по цел ден бевме на пазар. И по цел ден продававме, препродававме, макар да имавме и наши производи. Колку години имавте тогаш? Па тогаш имав јас, за мене конкретно можам да кажам, јас од 12 години во пазарот продавав, без проблем, сам сум продавав посебен роба за еден неготинчанец, тоа време раноградинарски производи стасуваја од тиквешијава. Тогаш немаше од струмица пиперки како сега. Во Прилеп се нудеја од тиквешијава производи. Пиперки, домати, од неготино, од кавадарци, селата кавадаречки, селата неготински. Покасно почна да се носа домати од Гевгелија, па пиперки, нешто покасно, од оние убави прави пиперки, од Струмица. Што е она што сите овие години го одржало Прилепскиот пазар? Ја како што реков, Прилеп традиција има во споредба со другите градови, Прилеп има традиција. Ако појди некој да купува во Прилеп, му треба намирници за дома, земјоделски производи, тој мора да и наполни торбите. Еве, например, споредба во другиве градови. Еве да спомнам Битола. Битола, ако му треба денеска компири, 1 кило купува. Во Прилеп тоа не може да се случи. Човек да излези на пазар, да се врати со кило компири. Купува 5 кила, купува 7 кила, 10 кила. Зошто така? Традиција во Прилеп. И затоа Прилеп бил најбогат пазар. Значи, земјоделски производи најмногу имало и најмногу купувачи имало. Сега се занимавате долги години со угостителство. Го посетувате ли пазарот? Не може, пазарот мене ми е во крвта. Јас, макар да немам потреба в пазар ништо, бидејќи роба ми носа овдека, али ја мора да видам пазарот. Мора да видам. И сите ние што сни работеле во пазарот, сите станавме успешни луѓе. Сите, мислам од мојата генерација, јас кога работев. После мене имаше кои сакаја во пазарот, али не си ги прецениле квалитетите. Сакаја да работа во пазарот, али не успешно. Дали има разлика сега помеѓу тогаш пазарот и денес? Има голема разлика. Што? Па видете, тогаш бавчанџите, како Мери Пушковци, Дандаро, Мадаровци, тие си имаја свој тезги, свој дуќанчина, монтажни дуќанчина имаја. Зајде, роба, земјоделски производи си носеја таму. Во дуќанчина си имаја, во пазар, околу пазаро, сите имаја свој дуќанчина. Сите бавчанџи. Старите бавчанџи. И другите бавчанџи, тезгите му беа заградени, че си затвори навечер со катанец, тезгата, и че си клаи се што му останало под тезга. Денес е повеќе на прекупци, сакате да кажете. Денес има прашање колку има во Прилеп бавчанџи кои се занимаваа со тоа, многу малци има. Сето е прекупци и не е пазаро, не може да споредиш пазаро некој пат пред 40-50 години со денешниот пазар. Тоа беше изјавата на Кире Илиовски Камберот, еден од познатите угостители во Прилеп и во Македонија кој што својата кариера започнал токму од овој Прилепски пазар. Како што претходно кажаме, Прилепскиот пазар не е само место каде што луѓето доаѓаат да ги купат производите, туку и дел од начинот на живот на прилепчани. Токму повеќе околу Прилепскиот пазар ќе поразговараме и со етнологот Александар Цветковски од Заводот и музеј Прилеп. Добро утро, Александар. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Како што кажем претходно, ова е дел од начинот на живот, дел од традицијата на овој град. И во самиот бит на прилепчанецот го има пазарот.
Точно ние во Прилеп не купуваме, ние пазариме, со тоа вие се е јасно. Значи пазарот постои заради навиката на прилепчани. На таа навика се налепени многу приказни, значи ако сакате да пазарите свежо, тогаш одите на пазар. Го има сето во маркетите, значи таму е можеби и посредено, но навиката е навика. И прилепчани, ако држат до себе, вообичаено одат да пазарат на пазар и тоа што порано, тоа подобро. Тогаш робата е и посвежа и тогаш се купува за познати купувачи од бавчанџи, кои се луѓе од градот, значи не доаѓаат одстрана и тие токму произведуваат, знаат за кого произведуваат, значи таа навика во оваа масовност е изгубена, но кања се уште не во Прилеп. Дали оваа форма на пазарот била и во минатото или во минатото бил малку поинаку структуриран овој урбан комплекс? Самиот факт дека овој град овде кај што стоиме е изграден од турците, со нивното идење, кажува дека пазарот прво бил горе на Варош. На местото каде што било и панаѓуриштето во обичните денови нормално се одвивало. Овој пазар е направен кон крајот на 15-ти, почеток на 16-ти век со населувањето овде на турците во центарот на градот. И тогаш е градена чаршијата, исто така и пазарот. Значи пазарот и чаршијата не се поврзани, тоа се две различни приказни, но многу дуќани се поврзани со пазарот, во среда и сабота посебно, затоа што тоаш има нови клиенти од селата и не произведуваат само за луѓето кои се во градот. Значи секојаш функционално бил различен. Значи не говориме само за пазарот, говориме и околу пазарот. Ем што имало дуќани кои давале услуги за луѓето кои идат од селото. Втора работа имало, например, сирењето не било овде во пазарот, имало посебен пазар за сирење за млечни производи, таму се продавале и джимиринки, например, тоа му било специјалност. Понатаму имаме пазар за облека, снимале пазар second hand market, што го викаат англичаните, или бувљак, или пазарот втора рака, еве ден денес не можат да им најдат место каде да бидат, а има за тоа потреба. Имало место каде што во пазарот каде што се продаваат јајца, порано заедно оделе и медот. Значи навиките се менуваат. Имало место каде што биле печенари кои продавале кикиритки, односно кои сами ги печеле, ги финализирале производите, и имало исто така и такви еснафи. Например, Евлија Челебија кажува дека имало 1200 дуќани, многу развиен пазар и имало во 70 еснафи биле организирани. Нормално на секој еснаф мора да биде турчин како уста или главен, но вообичаено од почетокот на 19 век тоа место, тој примат се повеќе го земаат христијаните кои идат во Прилеп. Нормално се намалува бројот на турците со сите оние војни се наголемува бројот на христијаните кои идат најмногу од селата и така се менува и самата структура на пазарот. Има митови и легенди како настанал, зошто настанал, но тоа е на ниво на народно предание. Пазарот овде е створен од навика и од многу пробување и од многу грешки. Значи најдобрите решенија се земени, увидено е дека среда и сабота се најдобрите пазарни денови и нема некои други вистинити приказни, а за легенди нормално дека ги има. Ќе го одржи ли понатаму својот шмек Прилепскиот пазар и таа традиција која што има веќе со векови? Повеќе од сигурно. Значи, навиката е чудо, не можете вие да ги мените навиките на луѓето. Тие сакаат овде да си помуабетат, сакаат да купат нешто што е произведено за нив. Значи, не сакаат, малку се противат на таа масовна култура да го купат тоа во супермаркет. Да, ќе купат она што го нема на пазарот, но сето останато чекаат да го купат овде. Од мед до јајца, до посебно зелениот пазар, значи сите кои држат до себе, кои користат зачински, например, билки, кои готват на тој начин, сите тие луѓе мора да дојдат на пазарот, да скршат муабет, значи ние не купуваме само, не пазариме, туку кршиме и муабет попатно и тоа е она што ќе го одржи пазарот. Значи нема шанси ова да се запри, па ако сакаат дури да го исселат. Тоа пак ќе биде овде. Александр, ви благодарам на разговорот. Тоа беше ова утро сликата од Прилепскиот пазар. Се надевам ве запознавме повеќе и околу историјатот на самиот пазар и самиот шмек кој што го нуди на вистина ова место, како што викаме, ако Прилепската чаршија е душата на Прилеп, ова тогаш е неговото срце.